Иако вечерта е замислена онака повеќе како дружење, онака баш да се видиме, бидејќи не знам, вајде и после коронава дури најобични дружења станаа комплицирани, така што културни настани од друга страна имаат и таа димензија, ако ништо друго бар ради тоа да се собереме и да се видиме. Е важно бидејќи со собствениците, со уредниците на Метаноја, на некој начин се создадовме релација која е повеќе од само, да речеме, на професионална, пријателска. Така што фино се чувствувам и сакам тоа да го споделам со вас. Значи, почнавме пред 4-5 месеци со Буде. Јас инспириран од ова, имав една таква песна која е која направи исто вајда за време на короната. Мислам дека Буде идеална за тоа, Буде нормално, бидејќи е скептична кон се, одбиваше као не сум за тоа, не сум зрела држа. Ја ја одбидував и процесот беше интересен, фала Богу, кои сите процеси на креативна размена. Имавме разни вратигања, ама више мање добро беше и беше поттикнувачки и пријателски, со одредени напредности. Председник Оде Будиш, ете ме инспирираше и да го покани да го имам ова искуство, кое што кои се феминистички наредни прикритни, кои што некако полесно така на тоа се навлеко. Ова беше малце посериозно, бидејќи приказната е сконцентрирана на има еден лик, па после тоа се проширува на други животни и така натаму. Значи, прво нели беа 7 страни, а после од свињата, волкот, не знам, магаре немаше. Последното продолжение. Последен месец која вика, чекай, уште 5 животни, уште 3 строфи. Ја викам како. Ама немам веза, мислам, беше супер предизвик. И така, мислам, има доста боречки вештиницки когнитивни. И ето, ви посакувам да ја имате и да уживате во сликавницата и себе си посакувам да се На лиска и рекол дека е скапаница. Истиот зеак потоа на меца и рекол дека е пијаница. На хиената дека е грда посипаница, а на распјаната сеница досадна си гостеница.